Како што веќе реков во генералната најава на содржините на вечерашнава програма, почитувани слушатели, мој соговорник и гостин во студиото на Македонското радио, Радио Македонија, вечерва е доктор Гоце Наумов, археолог, едукатор во Музеј на Македонија, чија потесна специјалност е неолитот во Македонија, поточно во последните 10 години потемелно го изучува пелагонискиот неолит. Доктор Наумов е воедно еден од основачите на Центарот за истражување на предисторијата ЦИП, Здружение на граѓани, поточно професионални археолози, и воедно председател на овој центар. Доктор Наумов, добро вечер и добре дојдовте во нашата програма. Благодарам на вистина што и покрај бројните активности одвоивте време вечерва да бидете со нашите слушатели. Добро вечер и благодарам на поканата. Кога се договаравме за овој наш разговор, ја споменав повеќе поводи кои што би можеле да бидат важни за да реализираме еден разговор со вас. Да напоменам дека вие не сте прв пат во нашата програма, бидејќи ние како програма ги следиме сите значајни активности на полето на археологијата во Македонија, како и надвор од Македонија, кога станува збор за археолошки истражувања во Македонија, кои што се презентираат надвор од нашата земја. Па, еве сега би сакала разговорот да го почнеме со некој ред, па понатаму ќе имате можност да ги кажете сите информации кои што сметате дека се важни за нашите слушатели. Повеќе од 10 години вие објавувате научни трудови од областа што е ваша потесна специјалност, неолитот во Македонија. Неодамна еден од овие ваши објавени трудови беше преведен и на германски јазик, што секако е сатисфакција и за вас, но мислам дека е важно и од аспект на македонската археологија воопшто, бидејќи ја промовира на поширок план и надвор од Македонија. Зашто поконкретно станува збор? Пред одредено време добив покана од издавачката куќа и од уредникот на издавачката куќа која издава списание посветено само на палафити, тоест на наколни населби, преисториски. И ми беше многу драго што ја добив таа покана, бидејќи во изминатиот период презентирав на неколку конференции, неколку мои истражувања поврзани со овие видови на населба и особено со населби кои се во некаква водена средина, не само ексклузивно покрај езера, туку и населби кои се наоѓаат во мочуришта, како што е Пелагонија, нели? Така да веројатно тој го видел некој од моите излагања и ме покани да напишам труд за оно што јас го истражувам, што беше секако чест за мене, бидејќи ретко кога сум издавал во Германија, тоа е, заборев да кажам, германско списание, во кое учествуваат археолози од разни земји и разни теми поврзани со палафитните населби, значи туристички аспекти се промовираат таму, каде има реконструкции на тие локалитети, но и дефинитивно научни труди, сепак е тоа научно списание. Така да беше чест да напишам еден труд за тоа списание, со тоа што јас не знам германски јазик и реков дека ќе го доставам трудот на англиски, тие рекоа нема проблем, ќе го преведува и јас верувам дека е добро преведен, бидејќи не разбирам германски, ама еве некои колеги кои го имаат прочитано рекоа дека е супер, одлично, дури и јазикот и нивото на преводот е многу високо, така да му дава повторно некаква висока научна нота. Таму ги образложив истражувањата кои стануваат една нова, да речем, моја преокупација, тоа се врските на Пелагонија со Охридскиот регион, нешто што претходно беше спомнувано во 80-те години и крајот на 70-те години, меѓутоа никош не беше многу темелно обработено. И јас сега малку повеќе навлегувам во предисторијата и на Охридскиот регион и врските помеѓу Охрид и Пелагонија, со тоа што овој труд повеќе се насочив кон Охридскиот регион, за да ги потенцирам неговите специфики, бидејќи претходно сум пишувал за Пелагонија, па верувам дека луѓето кои ја следат таа тема има однапред податоци за Пелагонија, но за Охридскиот регион за жал не е многу пишувано надвор. Имаме неколку труда во Македонија, меѓутоа надвор е ретко пишувано, е интересен простор и интересни населби има во тој регион. Мислам дека беше битно да се образложи тоа и на
и на на хартија што би се рекло. Така да таму пишував повеќе за Охридскиот регион, негови карактеристики, но и за оние така наречени населби крај мочуришта, кои ги има и во Скопскиот регион, и во Струмичкиот, и во Полошкиот регион, и секако во Пелагонија. Тоа беше, да речеме, еден општ вовед, за да после повеќе се насочам кон Охрид и кон карактеристиките на неолитските населби во рамки на брегот на Охридското езеро и малце подалеку од тој брег, но во близина сепак на езерото. Така да таму ја презентирав и материјалната култура пронајдена во 70-те, 80-те години и 90-те години кога е истражувана на тие неколку локалитети, а потоа и карактеристиките на населбите, секако географските одлики кои се многу битни кога го истражуваме предисториски локалитети, и после ги спомнав врските меѓу Охридскиот регион и Пелагонискиот регион, со тоа што се фокусирав на 3 населби. Тоа се населбата именувана како Долно Трново, тоа е на, ќе му дојде северозападниот дел од Охрид, во периферијата на градот Охрид, на многу интересна населба, истражувана во 80-те години од Паско Кузман и Драгица Симовска. Така да тоа е една рано неолитска населба која тогаш е скромно истражувана, бидејќи имало малку средства и не е повторно подлабоко истражувана, бидејќи се сменија времињата, тоа беше крај на 80-те години. И за жал остана така недоистражена, е многу интересна населба. Мислам, во основа сите населби преисториски се недоистражени, бидејќи тоа се сепак големи населби, бара време, бара многу средства и во таа смисла не постои, што е и добро, не постои локалитет што е целосно истражен. Ниту во Македонија, ниту било каде во светот, затоа што тоа нели треба да остане за другите генерации, што другите генерации имаат подобри методи, пософистицирани алатки. И во таа смисла, затоа и еден од принципите на искупувањето, тоест истражувањето на селбите, никош целосно да не се истражат. Така да во таа смисла тоа е и добро да некаде, бидејќи можеби во иднина ќе имаме прилика да истражуваме на тој локалитет. Но секако и она што е до сега направено е многу податливо и доволно за да имаме првично разбирање за тој локалитет. Така да него малку го презентирав и ги посочив тие специфики кои се карактеристични за раниот неолит во Охридскиот регион. Добро, простете што ја прекинувам, кои се тие карактеристики или специфики што се баш онака типични или карактеристични за раниот неолит во Охридскиот регион? Да. Она што претходно малку беше спомнувано е тоа што и во Охридскиот регион во раниот неолит, кога е формирана оваа населба, има бело сликање на садовите, што беше типично само за Пелагонија, претходно и за секако и за Овчеполскиот регион и за другите региони по северно, меѓутоа не многу се афирмираше тој аспект во Охридскиот регион, бидејќи Охридскиот регион некако се сметаше како затворена целина, бидејќи има езеро и се добива впечаток дека луѓето од езерото не сакале да комуницираат со другите региони надвор, но тоа секако не е така, бидејќи во Долно Трново има бело сликана керамика што покажува дека имало директни контакти со Пелагонија во раниот неолит, и подоцна како што ќе ви говорам за неколку минути. И така да тие причини, тоа за мене беше многу битен податок и секако некои други елементи на материјалната култура, како што се алатките и другите форми на садови, кои посочуваат на такви врски со Пелагонија, но и еден друг тип на локалитет кој не беше многу познат, а тоа се локалитети кои се подалеку од брегот, бидејќи најчесто се формира оние што се покрај брегот, а тие што се подалеку се, да речам, не толку интересни, но сепак испадна дека се битни и вредни за доистражување, така да во таа смисла затоа и најмногу на тој локалитет се насочувам, иако има многу други, многу попопуларни локалитети од тој регион. И затоа и сакав да го ставам некаква врска со Пелагонија и секако со неолитот во Корчанскиот регион, она што денеска се наоѓа во рамките на Република Албанија. Тој регион, таа рамница таму, каде што исто така порано имало езеро кое е пресушено, Малик, така се кај езерото. Околу тоа езеро имало многу неолитски населби и дел од нив имаат слична керамика како Охридската и Пелагонската. И јас сметам дека тие региони меѓу себе многу динамично контактирале во неолитот, што подоцна го образложив многу потемално во еден
друг труд кој исто така се објави во Германија, меѓутоа на англиски јазик, затоа можеме подоцна ако сакате да збориме. Така да тој беше првичната позиција да го формирам Охридското езеро како простор прилично интересен за најраните земјоделци во Балканот, кои се доселиле веројатно тамо некаде на почетокот на 6-тиот милениум пред новата ера, и како тие всушност биле во постојан контакт со останатите заедници надвор од Охридскиот базен, и дека тие контакти треба и натаму да се акцентираат и да се истражуваат, бидејќи дефинитивно испадна дека тие заедници не се изолирани, туку сакале да и контактирале и разменувале веројатно и не знам други добра во тоа време, и дека тоа е мощно интересно и покажува дека всушност уште во неолитот го има нешто денеска се случува, дека луѓето сакале да контактираат, патувале многу, разменувале разни работи што ги произведувале, и тие нешта потврдуваат дека тоа се динамични општества, дека не се толку како што некојаш ги сваќаат луѓето племиња кои се, да речам, изолирани сами за себе, да. Туку баш патувале многу, мислам, во Балканот се потврдени популации кои доаѓаат од Анадолија. Значи популации кои генетски се потврдени, не само преку материјална култура, бидејќи има генетичари кои прават анализи на ДНК структура на погребаните индивидуи во балканските локалитети, секако и турските локалитети, и докажано дека дури 25% од популацијата која е анализирана на Балканот и содржи чисти анадолски гени, што значи дека дури од Анадолија доаѓале луѓе на Балканот и секој од Балканот патувале многу посеверно, што потврдува дека тие заедници биле прилично активни и љубопитни, сакале да откриваат простори, им требале нови пространства, нови ресурси, и во тие причини и патувале толку далеку, и во таа смисла и заедниците од Охридскиот регион исто така контактирале со останатите локални. А на што конкретно се однесува овој вториот ваш труд, што рековте дека исто така е отпечатен во Германија, меѓутоа на англиски јазик? Да, тука тоа е еден зборник, прилично битен зборник, кој е издаден во чест на еден реномиран предисторичар, и во него се поканети голем број на видни археолози од Европа и од другите континенти, кои на некој начин се поврзани со истражувањата на неолитот во Балканот и преисторијата генерално во Балканот и во Анадолија, и затоа всушност целта на тој зборник е да се потенцираат тие некакви врски што би можеле да бидат меѓу Анадолија и Балканот. Така да ми беше голема чест да сум едно од подмладите имиња во тој зборник, заедно со многу реномирани европски и турски и светски археолози. Со тоа што јас мојот труд го насочив конкретно кон врските меѓу Охрид и Пелагонија. Бидејќи сметам дека тоа е тема која треба да се обработува, а ако го пишувате труд, не можете во еден труд да ги ставите сите сознанија. Некогаш кога пишувате ви се отвараат нови идеи, а многу често и кога ќе го завршите трудот, после тоа ќе излезат некои нови податоци и сакате да се надополнувате постојано. Така да во таа смисла затоа овој труд всушност се концентрираше само на тие врски меѓу Пелагонија и Охридскиот регион, и преку разни форми на материјалната култура во разни фази на неолитот, како тие заедници од Охрид и од Охридскиот регион и од Пелагонија всушност комуницирале и во која насока биле тие комуникации, дали од Охрид кон Пелагонија или од Пелагонија кон Охрид, и со кои други региони всушност тие контактирале, меѓу кои се оние што ги спомнав, со Корчанскиот регион, има доле во, да речем, делот јужно од Пелагонија има еден простор на 4 езера ги нарекуваат, кои исто така имаат слична материјална култура како Пелагонија и секако и Охридскиот регион, и во таа смисла тие врски ги акцентирав, кои посочуваат дека тоа всушност била некаква циклична размена на садови, на алатки, веројатно можеби и некои видови на храна се транспортирале, не знаеме за тоа. Меѓу тоа што е, да речем, материјална култура сочувана денеска, тоа дефинитивно го потврдува тој контакт меѓу сите овие заедници, што всушност и денеска е присутно, а и во почетокот на 20 век, кога луѓето нема автомобили, те го правеа со запрежни коли или пак на грб носеа некои работи, и познати се тие примери кога
имаме трговци од еден простор, одат не знам неколку стотици километри јужно да. или северно, па всушност затоа и во времето на Отоманската империја тие анови се прават, нели, или каравансари што ги нарекуваат, тоа што трговците патуваат и носат сол, носат не знам разни други производи, стоки, така кои да. требаат на луѓето што не можат да ги произведат или немаат такви ресурси. Една од позначајните активности, че нам можам така да кажам, на Центарот за истражување на предисторијата, секако е и меѓународната конференција Неолитот во Македонија, која во организација на овој центар се одржа веќе по втор пат, а од оно што го знам, вашата намера е секоја година во истиот термин да се одржува ваква конференција. На втората конференција, наречена Неолитот во Македонија 2, учествуваа повеќе археолози од Македонија и од странство, кои ги презентираа своите истражувања поврзани со рекогносцирањата на неолитските локалитети во Скопскиот и во Пелагонискиот регион, потоа систематизацијата на хронологијата врз база на новите анализи, објектите од лепеж крај печките, протоматематиката применета во изработката на материјалната култура, континуитетот на моделите на куќи, палеоботаничките анализи на органските примероци, примената на ГИС при изработка на дигитална топографија на локалитетите, како и 3D моделирањето на тумбите. А во рамките пак на оваа конференција беше промовиран и зборникот Неолитот во Македонија, нови перспективи и сознанија, што е резултат од првата меѓународна конференција Неолитот во Македонија и рефератите презентирани во текот на оваа конференција, нели на самата прва конференција. Уредници на овој зборник сте вие и вашиот колега Љубо Фидановски. Во него се вклучени воедно 11 научни трудови поврзани со најновите истражувања на неолитските локалитети и материјалната култура. Што практично се случуваше на оваа конференција? Можеби за тоа понакуса, можеби во некоја друга пригода ќе проговориме малку подетално. И какво е значењето на овој зборник што го издадовте, бидејќи конференцијата нели ќе се случи ден, два, три и поминува, но зборникот е нешто што остава траен белег на сите тие можеби нови сознанија, можеби веќе познати истражувања, но ставени на хартија и слично. ЦИП има повеќе нивоа на активности. ЦИП е нагалема, си го нарекуваме, Центар за истражување на предисторијата. Така да во таа смисла, покрај тоа што имаме примерни насоки кон истражувањето на предисторијата, ние всушност правиме и разни настани каде што ја афирмираме предисторијата и на научно ниво и на малку попопуларно ниво, бидејќи сметаме дека тоа се дел од врските што ги имаме ние кон луѓето кои живеат и во оваа земја, но и надвор од оваа земја. Мислам дека треба и подеднакви научниците и сите заинтересирани љубители на минатото да знаат за оно што ние го истражуваме и за оно што всушност го има на оваа почва. И во таа смисла затоа и конференцијата е организирана, бидејќи таа е собир на стручњаци, значи на научници, археолози, кои се занимаваат единствено или меѓу другите работи, вклучително и со неолитот. И сакаме да дискутираме за разните аспекти на неолитот во Македонија, бидејќи имаме и колеги од странство кои се занимаваат со неолитот во Македонија индиректно преку разни други видови на соработки, или па колеги од соседните земји кои работат неолит во своите матични земји, меѓутоа тој неолит има врски со она што се случува во Македонија во 6-тиот милениум пред новата ера, бидејќи постојат, како што спомнав пред малку, големи динамични контакти меѓу сите овие популации кои живеат на Балканот и многу пошироко од Балканот, ја спомнав Анадолија меѓу другите региони. Така да во таа смисла затоа и каниме сега се повеќе луѓе од различни провиниенции за да го презентираат тоа што го истражуваат, и токму оваа конференција имаше и таа цела, секако и тоа го успешно го реализираше, да беа присутни разни колеги од разни генерации. Имаше туку што дипломирани колеги, имаше истакнати професори, археолози од различни институции и од надвор, секако имавме гости од Чешка, од Бугарија. Така да во таа смисла беше успешна и
Се надевам дека во иста мера ќе продолжи и во иднина еве планираме во ноември повторно да имаме трето издание на конференцијата и се надеваме доколку има интерес дека ова ќе остане традиционален собир и ќе може да биде на некој начин актуелно презентирање на оно што во моментот се случува во домен на истражувањето на неолитот и ќе собира што повеќе заинтересирани колеги од Македонија од странство кои би разговарале за овие теми, бидејќи сепак неолитот во Македонија е прилично комплексна и длабока и што се вика безгранична тема за истражување, така да доколку има интерес ние и понатаму би сакале тоа да го работиме, а како резултат на тоа ќе излегуваат зборници. Го спомнавте зборникот од минатата година. Значи тој е поврзан со конференцијата која прва ја организиравме во 2015 година, така да зборникот го промовиравме на оваа конференција, втора поред, кој всушност и покажа дека имаме одговорност кон она што го кажуваме. Значи не сакаме само да збориме, како што спомнавте вие, да биде тоа презентирано во ден-два, туку тоа што го збориме да остане запишано и сите заинтересирани истражувачи, па не мора да се истражувачи чисто влюбеници во минатот или во неолитот, да знаат што ние работиме и да може да ги користат тие податоци во нивните истражувања или чисто во нивното поимање на минатото. Така да истото планираме да го направиме оваа година, од конференцијата што беше во ноември, да издадеме зборник кој најверојатно ќе го промовираме повторно овој ноември кога ќе биде и следната конференција. Гледам и зборникот да оди често, како што одат паралелно конференциите и на тој начин да возможиме да останат трајни податоци за тоа што во моментот се истражува, бидејќи ние како да речам нека средна генерација на истражувачи на неолитот во Македонија се уште ги користиме старите трудови од нашите претходни колеги кои можеби се поедноставни, пократки него она што ние денес замислуваме како треба да се пише еден труд, меѓутоа сепак се и tekako податливи и корисни и затоа сметаме дека ова што ние денес го работиме и го пишуваме може да биде корисно како за луѓето денеска и за ние во иднината. Зборникот споменав содржи 11 научни трудови, може ли да издвоите некој, нели многу 11 да ги набројувате, меѓутоа да се има една представа кои теми се опфатени во тој зборник? Сега само ќе спомнам дека имаше разни теми покриени, значи не се насочивме само на една тема, што некојаш е карактеристично за конференциите, туку сакавме секој што истражува некој конкретен научен проблем да го презентира, така да имавме теми кои всушност се движат од најелементарни истражувања, значи откривање на нови локалитети преку рекогносцирање, тоа се методи кои археолозите ги користат најчесто за да видат каде всушност се наоѓаат тие локалитети, па дури до комплексни истражувања поврзани со толкување на одредени аспекти на значењата што ги содржат предметите во неолитот, што е според мене можеби најтешко да се достигне и затоа и најтешко да се изработи или да се истражи. И во таа смисла имавме разни теми и теми кои покажаа дека неолитот во Македонија всушност е прилично комплексен и заслужува многу повеќе истражување и внимание како и од научната заедница, така и од пошироката јавност. И веруваме дека дел од овие изданија и настани што ние ги организираме ќе даде до знање дека има што многу тука да се истражува и да се презентира меѓу другото. Неолитот во Македонија е една од темите која што е во фокусот на интересирањето на Центарот за истражување на предисторијата, меѓутоа не е единствена. Еве една од вашите активности е и книгата што беше промовирана, насловена Македонските бронзи, религија и митологија на железнодобните заедници од Средниот Балкан на професор доктор Никос Чаусидис. Оваа монографија ги обработува македонските бронзи, археолошки предмети од 8 до 6 век пред нашата ера и тие се пронајдени главно во Охрид, но и во други делови од Македонија. Меѓу пронајдените артефакти се бронзени садови, бронзени копчиња и други предмети. Што се содржи оваа книга еве за
оној кој што е упатен или оној кој што е помалку упатен па сака да се информира, која е според вас важната информација што ја носи книгата? Дел од нашите активности кои ги имаме со ЦИП не се само истражувања, организирање на настани, туку и изданија. И ова ни е третото издание и како што вика трета среќа веројатно и најпопуларното и најквалитетното дефинитивно издание. До сега, бидејќи професорот е неверојатно посветен истражувач и се што работи на високо и научно и техничко ниво, така да и ова издание изгледа најдобро од сите до сега. Меѓу другото содржи 1200 страници, што е, мислам, единствена книга на Балканот сигурно од тој обем, било кога напишено во областа на археологијата. Така да и во таа смисла заслужува и многу повеќе внимание и од ваша страна и од страна на останатите, да речем, медиуми или заинтересирани за книгата, бидејќи навистина е не знам, прилично податлива, многу темелна, многу информативна и е достапна за сите видови на читатели, како за археолозите, така и за влюбениците во минатото. И затоа не би одел детално натре во книгата која бара поширока елаборација секако, меѓутоа како една информација дека еве во рамките на вашите активности е издадена и оваа книга. Доктор Наумов, меѓу вашите колеги има ли повеќе мина археолози кои што се интересираат за предисторискиот период, за периодот на неолитот, за она што е ваша преокупација или колку минаве има на број? Кога почнав јас да истражувам неолитот или да се интересирам за неолитот, тоа беше некаде околу 2-3 година на факултет. Тогаш многу малку посветени археолози на неолит имаше, можеби 4-5 во цела Македонија. И тогаш не бевме свесни за тој недостаток на поголем број на квалитетни кадри кои би истражувале неолит. Но после кога почнав да се специализирам за неолитот, кога почнав повеќе да презентирам за тоа што го работам, малку по малку почна да се појавуваат млади колеги кои веројатно видеа дека е неолит интересен, така да сега бројот на неолитичари е многу поголем, иако дел од археолозите не се посветени само на неолит, бидејќи се вработени во институции каде што треба да покријат и други периоди или имаат и други обврски. Но бројот на луѓе дефинитивно што работат неолитски локалитети е многу поголем отколку претходно, но за жал се уште недоволен. Затоа што имаме околу, не знам, приближно 300 локалитети неолитски во Македонија и мал дел само се истражуваат и многу спорадично се истражуваат, бидејќи средствата за истражување на неолитски локалитети секогаш најмале. Бидејќи неолитот генерално и пред историјата не привлекува толку многу внимание и многу помалку се инвестира во тие периоди отколку во антиката, например, или во средниот век, бидејќи тие се по некако атрактивни, можеби, или попознати, поинтересни. Поприсутни се во популарната култура, преку разни филмови, разни асоциации, музеи. А неолитот секогаш се доживува како нешто племенско, старо, нешто неразвиено, а всушност луѓето забораваа дека најкарактеристичната работа што имаме во Македонија токму неолитот, од сите периоди. Значи, тогаш во Македонија се случуваат работи кои никаде на друго место ги нема. И за жал овој аспект малку се афирмира и се надам дека во иднина тоа е ни целта, всушност тоа да го потенцираме и да покажеме дека токму во тој период на крај на 7-тиот милениум, 6-тиот милениум и почеток на 5-тиот милениум, тука има работи кои се толку епохални и автентични што треба и понатаму да се истражуваат и понатаму да се популаризираат, бидејќи сепак тоа треба да се доближи до сите љубители, не само до научниците. И во таа смисла се надам дека и бројот на истражувачи ќе се зголеми постепено, бидејќи имате археолози кои, затоа што не може да најдат работа во предисторијата или зашто многу малку предисториски локалитети се истражуваат, одат да работат, кои имале претходни интереси во предисторијата, да работат на антички или на средновековни локалитети, што е секако добро, бидејќи мора да археолози да работат на тие локалитети, но бидејќи таму има средства, има и хонорари, тогаш автоматски луѓето проценуваат каде можат да одат за да преживеат сепак на го пренасочуваат интересот на некој начин, требаат на колегите средства за елементарни
нели животни потреби и автоматски повеќе почнуваат да работат периоди кои претходно не им биле во интересот, но тоа се случува на секаде ни светот. Само бидејќи генерално секаде ни светот постои таа криза во домен на културата, многу средства се кратат за култура и голем број на мои колеги од странство всушност кои работеле некакви да речам теми кои се специфични, се занимаваат со нешто друго што нема врска со нивната специализација. Пример само ќе кажем, имам колега еден кој од Британија и со кого го викнав тука, имаше предавање пред 2-3 години и тој се бави со предисторија, со него работим исто во Анадолија на еден локалитет Чаталхујук се вика. Тој се бави со неолит и со баш интересни процеси со животински коски, тој е зооархеолог, но за да може да преживее да се нарани фамилијата, тој работеше на еден проект поврзан со риби во среден век во Лондон. Така да тоа се случува секаде. Да, во сите професии, да. веројатно помалку или така, повеќе. Но така. морам да признам дека еве работејќи со ЦИП, веќе почнува да се зголема интересот на предисторичари и особено на луѓе насочени кон неолит, морам да признам талентирани луѓе, колеги, помлади студенти, па и завршени, да речем, студенти, веќе дипломци и постдипломци. Така да во таа смисла верувам дека ќе се зголемува тој интерес кон истражување на неолитот. Од друга страна, дел од нашите соработки се со странски институции, во таа смисла праќаме на обука наши млади колеги да учат методи кои всушност кај нас никогаш не се применети. Во рамки на ископувањето, во рамки на документацијата, исто така и во рамки на презентација. И мислам дека тоа и ќе го подигне квалитетот, а секако и интересот за предисторијата. Еве сега во моментов имавме еден отворен конкурс за обука за македонски археолози во Швајцарија за дендрохронологија. Че дендрохронологијата воопшто не е присутна во Македонија, а имаме неверојатно богатство од дрвени остатоци, особено во Охридскиот регион, кои може да се датираат и да дадат точна временска, да речем, линија кога тие луѓе во Охридското езеро ги формирале, во близината на Охридското езеро ги формирале тие населби, што е многу битно. И оваа наука, дендрохронологијата, насекаде се применува декади, кај нас никогаш сме немале таков стручњак, така да тоа може да придонесе во тие сфери, а секако дендрохронологијата не се користи само во археологијата, туку и во историјата на уметност и во, да речем, слични некои науки, бидејќи преку дендрохронологија можете да датирате икони, може да датирате виолини или разни други дрвени предмети, кои сега во последно време стануваат интерес за научниците, бидејќи ние претходно мислевме дека се што е старо, да речем средновековно или предисториско, тоа е интересно истражување, се што е отоманско или од 20 век, тоа не влегува во рамки на подетален научен интерес. Но еве новите истражувања покажуваат дека и од 20 век предмети дрвени знаат да бидат прилично интересни и специфични и да се датираат, како што се разни икони сликани во почеток на 20 век или во 19 век, кои покажуваат разни стилови, повторно разни комуникации на тие зографи кои доаѓаат од разни места или наши зографи кои оделе во другите земји да сликаат. Така да тоа ни целта, еве се имаме еден постдипломец кој ќе оди на обука таму. Имавме минатата година двајца исто постдипломци кои отидоа во Швајцарија на методи за истражување на посебен вид на населби во рамки на училишта. Имавме исто така колеги шесторица во Русија беа на специализација, дојдоа од Русија, од Ермитаж, имаме соработка со Ермитаж музеот. Дојдоа исто така држаа предавање за конзервација, па сега пробуваме со музеот на Македонија да направиме соработка каде што би се вршеле тие обуки за конзервација и на македонски конзерватори во Русија и руски конзерватори би дошле тука, нели секако да подучат, бидејќи сепак не треба да спомнам кој е нивото на имате поголемо искуство и поголеми можности во секој случај. Јас бев случај. држев предавање во Ермитаж во октомври и бев во новиот оддел за конзервација кој е на 8 спрата и една ултра современа зграда изгледа као на НАСА, некој департмент. И таму всушност видов колку нивното ниво на конзервација дигнато за не знам колку степени погоре. Јас до сега не сум видел такви конзерваторски лаборатории. Тоа на вистина изгледа како да сте во НАСА, бидејќи имаат најсофистицирана технологија за конзервирање. И во таа смисла сметам дека добро е да се научи нешто во домен на тие нови технологии, секако да се примени тоа
и кај нас, бидејќи Македонија има две добри конзерваторски оделенија, едното е во рамки на Музеот на Македонија, а другото е во конзерваторскиот центар, Националниот конзерваторски центар. Така да во таа смисла, бидејќи тоа е неопходно, нели, конзервацијата е неопходна за зачување на културното наследство, добро и тоа да се зачува со најсовремени методи и технологии кои се возможни, само треба да има повеќе ентузијазам и интерес и секој тоа ќе се реализира и ќе го зачуваме она што е оставено од давнина, од, да ги наречеме, нели, нашите предци од 20-тиот век и порано. И така да во таа смисла целта ни е тоа всушност да допринесеме кон зачувување и презентирање на културното наследство, иако ние сме насочени кон предисторијата, но сепак ете сите овие сознанија може да се искористат и за други периоди. Например, ние викнавме конзерватори и од имаше од Русија, од Швајцарија, од повеќе европски земји. Во мај организиравме еден столбир поголем и таму всушност тие презентира разни аспекти на конзервирање кои не се однесуваат само на предисторијата, туку и на другите периоди. Во публиката имаше и конзерватори од Националниот конзерваторски центар, од Музеот на Македонија, така да тие се запознаа со тоа што се случува во светот и верувам дека дополнително ги инспирира. Така да ние, иако сме насочени кон предисторија, сепак би сакале сите заинтересирани всушност да имаат некаков бенефит, да не биде само една сепак затворена група, да речеме, луѓе кои што се интересираат само за тој период. Доктор Наумов, јас еве се надевам дека информациите што ги споделивте вечерва со нашите слушатели беа интересни за нив. Очигледно има и други теми на кои може да се говори во оваа програма, но во некоја друга пригода. Овој пат ви благодарам за учеството во програмата на Македонското радио, Радио Македонија. Ја ви благодарам на поканата.